Добро вечер, драги гледачи. Добре ни дојдовте во третата емисија поред од спортско шоу Русија 2018. За оние прв пат кои не гледате, моето име е Бранислав Калеовски, јас ќе бидам ваш денешен водител. Она што е најважно, денеска ќе зборуваме за еден нов град, трет град домаќин на Русија 2018, тоа е градот Казан. Инаку во претходните две емисии зборувавме за Москва и за Санкт Петерсбург, за нивните екстремно скапи стадиони и сега ќе го најавам прилогот кој следи за денешниот град, тоа е Казан, да се запознаеме со Казан. Третиот град во Русија и главен град на муслиманската Руска автономна република Татарстан, од секогаш имал огромна улога во руската историја. Во текот на средниот век Казан бил под големо војводство од монголската Златна Орда, која владеела со голем дел од Централната Азија и со постојаните опсади на градовите во Европска Русија. Во 1552 година Иван Грозни прогласил војна на Казан и за време на опсадата на градот речиси целосно го изгорел до земја. Уништувањето на Казан ги означи последните денови од татарското владење, а градот стана дел од новата руска империја на Иван Грозни. Во 1612 година, времињата на проблеми, Казан прогласи независност од Русија, но потегот беше брутално уништен од армијата на Минин. Во времето на Катерина Велика, градот конечно видел траен мир и оживување на татарската култура, бидејќи царицата наредила на сите татари да им биде дозволено да градат муслимански места и други објекти наменети да ги негуваат татарските традиции. 18 и 19 век е златниот период на Казан. Богатите трговци изградиле прекрасни палати, бил основан големиот универзитет, а православните цркви и џамии почнале да функционираат подеднакво. За време на советското време, Татарстан остана автономна република на СССР, а во 1990 година, кога е формирана Руската федерација, Татарстан стана Руска република со собствена влада и устав. Казанската арена е основана во 2013 година и е наменета да биде новиот стадион на рускиот гигант Рубин Казан, но исто така да биде и домаќин на неколку надпревари од светското првенство. Изградбата на стадионот започна во 2010 година и беше завршена во 2013 со помош на архитектот Пополус и инвестицијата од $450 милиони. Главниот дизајнер на стадионот, Деймон Лавел, вели дека дизајнот е одговор на културата и градот. Првиот надпревар одржан на стадионот беше летната универзијада во 2013, а исто така беше домаќин и на церемонијата за отварањето. Првиот меѓународен фудбалски надпревар го одигра домаќинот Русија против Словачка на пријателски надпревар 26 мај 2014. Казан арената беше домаќин на неколку големи надпревари, вклучувајќи и неколку пријателски. Таа беше домаќин и на 4 надпревари за време на Купот на конфедерации во 2017 година и треба да биде едно од местата за светското првенство во 2018. Сите 4 надпревари забележаа огромна посетеност на стадионот, што продолжи да расте по секој надпревар. Првиот надпревар го одигра Португалија против Мексико во групата А, каде 34.000 гледачи беа сведоци на нерешениот резултат. Исто така беше домаќин на полуфиналето во кое Чиле ја победи Португалија на пенали. За стадионот се вели дека има посетеност од над 90%, а рекордот на посетеност изнесува повеќе од 40.000 гледачи. Иако домашниот клуб го следат проблеми во врска со платите на своите играчи, стадионот мораше да биде реновиран, бидејќи е домаќин на неколку надпревари за светското првенство. На стадионот ќе се одржат 4 надпревари во групниот дел, неколку надпревари од најдобрите 16, како и четвртфиналниот меч. И оваа вечер, како и сите останати, ќе имаме ист концепт, поточно, ќе имаме специјални гости кои ќе бидат со нас денеска во студиото, со кои ќе коментираме се поврзано со светското првенство Русија 2018. Воедно ќе имаме и награди, значи запомнете 4 прашања, 4 различни награди од нашите пријатели, тоа се Вода Врнци, Винарија Тиквеш, Оптика Цајс и мобиларата Мобилекс. Пред да
ги представам нашите гости. Значи тоа се луѓе кои дефинитивно се долгогодишни спортски работници. Едниот од гостите ни е поранешен фудбалер кој потоа се трансформирал, да кажеме, во тренер со одлично реноме, и тоа е нашиот специјален гостин Никола Илиевски Джиджи, и исто така еден од поранешните професионални фудбалери, репрезентативец на Македонија Арбен Ухију. Добро вечер, добре ни дојдовте. Добро вечер. Дали сте добри? Како да не биде добри во атмосфера? Одлична атмосферата е дефинитивно супер. Како ви се допаѓа инфраструктурата поврзана со Русија 2018, овие екстремно скапи стадиони? Не знам сега колку сте информирани, оној што го Санкт Петерсбург милиарда и 500 милиона долари чини, овој сега што го гледаме во Казан 450 милиони. Што сметате, каква представа ќе ни даде светско првенство Русија? Почнеме со Арбен, еве со вас. Мислам дека треба постаро да почне прво. Така, ајде, повелете. Добро, сигурно дека Русија како домаќин нема ништо да остави на случај. Сигурно дека многу вложи и сигурно дека ќе бидат сите одушевени од условите за игра, од самите објекти и се она што го чини фудбалот да биде така ексклузивен, успешен и најгледан спорт воопшто и најубавата спортна ствар на светот. Одлично. Вие сте исто така поранешен селектор на токму така. Македонската репрезентација. Има прилика да бидам на две светски првенства да гледам. Едното беше во Италија, едното во Кореја и Јапан. Што да ви кажам? Значи импресивни моменти каде што гледате велелепни зданија, каде што ова сега што го кажувате со Санкт Петерсбург, јас имав прилика да видам еден сличен таков стадион во Сапоро, каде што е исто така затворен, каде што е прекрасен амбиентот. На тој стадион гледав надпревар помеѓу Англија и Аргентина. Значи еден од најдобрите надпревари на тоа светско првенство. Иначе бе во улога да ги гледам нашите противници во групната фаза 2002, да. За светско, односно за европско првенство 2004 во Португалија. Така. Ете, ни кажа едниот гостин, како е вашето размислување поврзано со Русија 2018, дали ќе ни пружи врвен светски фудбал дефинитивно? Што е вашето фаворити, еве кој вас ви се поточно фаворити од репрезентации? Моје мислење, мислам дека Русија стварно е една добра држава за спорт. Значи има долго време што вложува во спорт и плаќа добро во спорт, значи. И имат вложени добро во стадиони, како што вие се кажувате и како што видовме во телевизија. Значи имат огромни стадиони што се инвестираат милиони. Значи тоа е нешто за фудбалер, мислам за мене, јас мислам така. Точно. Да. Од искуство го кажувам тоа дека ако гледаш добар стадион, добра атмосфера, значи можеш многу повише да даваш во фудбалот. И тоа, мислам, во Русија е сасвим добро и во најдобро ниво. И затоа и ова година ќе гледаме таму ова светско првенство. Мислам дека ќе биде едно добро светско првенство и многу јако. Така, пред да најавиме денешната група С, кои репрезентации се во неа, кои се ваши, да речеме, фаворити, кои вие сметате дека ќе остави печат на ова светско првенство? Еве сега да почнеме прво со вас. Фаворити сега во фудбалот ја не гледам. Мислам дека сите репрезентации веќе почна да играат и квалитетни се. Али пак малце и навијачки тоа како што гледаме. Токму така, значи и навијачки не само. Сите више се научивме со две имиња веќе последниве 10 години во фудбалот као што е Роналдо и Меси. Сега Роналдо со Португалија можда потешко, али Меси со ова Аргентина мислам дека треба да стигне до крај со ова самата завршница, точно. Али во ова светско првенство мислам дека и Бразил има многу јака екипа. Имат и другите земји, само сакам да кажам дека овие две со Франција вклучено дека ќе бидат во најгоре ниво. Одлично. Добро, сигурно дека е многу тешко да се прогнозира, се уште е далеку од почетокот на светското првенство. Од Европа би ги одвоил можда Франција и Германија, односно Шпанија, а од јужноамеричките сигурно дека е тоа Бразил и Аргентина.
Така да во овие 5 репрезентации можда би требало да се бара идниот светски првак. Одлично. Групата С ги содржи 4, групата С содржа 4 земји, тоа се Перу, Австралија, тука ни е Данска и завршува со така и со Франција. Франција е еден од најголемите фаворити, да речеме, во таа група. Пред да ја најавиме првата земја, јас мислам дека имаме гледач кој ни се јавува за награда, да ни погодува прашање. Вие сигурно ги знаете прашањата, не помагајте, ве молам, како гости, значи да биде се регуларно. Добро вечер, кој ни се јавува? Добро вечер, Бојан Скопје. Не ве слушаме баш најдобро, ако може малку погласно. Добро вечер, Бојан од Скопје. Добро вечер, Бојан. Како ти се допаѓа емисијата? Одлична, само така напред. Супер, ти благодариме. Нашите гости, одлични? Одлични. Како и секогаш. Прекрасно, да. Ајде вака, имаме да бирате 4 прашања, од 1 до 4. 1, 2, 3 или 4. Кој го бирате вие? Број 3. Број 3. Океј. Број 3 ве наградува вода Врнци. Прашање за број 3. Може. Која репрезентација има најмногу настапи на светските првенства? Значи, воопшто на сите светски првенства, кој има најмногу настапи? Покрај тоа што играат добро фудбал и танцуваат добро. Бразил. Одлично. Еден огромен аплауз за нашиот гледач. Значи, секоја чест. Си добивте подарок, односно награда од вода Врнци. Тоа ќе се јавите во режија и ќе ви ја обезбедат наградата. А сега ние одиме со прилог за првата репрезентација. Тоа е Перу. Да видиме што имаме за Перу. Може. Рикардо Гарека, аргентинскиот тренер, во 2015-та ја превзема репрезентацијата на Перу и својата голема визија ја претвори во стварност. Тој ја зема групата на млади играчи со потенцијал и состави одличен тим. Најголемиот успех во оваа бајка го има Едисон Флорес, средниот играч кој успеа да биде најдобриот стрелец со 5 погодоци, како и ветеранот Џеферсон Фарфан, напаѓач кој не игра од петото коло, но се врати за финалните надпревари и допринесе за осуството на Пауло Гуеро во плейофот. Голем хендикеп за Перу ќе биде недостатокот на Гуеро, доколку комисијата на ФИФА не му одобри да настапи на ова првенство, бидејќи многумина играчи од различни репрезентации поднесоа жалба. По 78 години Перу успеа да врзе 10 надпревари без пораз, но овој пат наградата не беше титулата во Копа Либертадорес, туку пласман на светското првенство по 35 години пауза. За Перу не започна се во најдобар ред, бидејќи на 7 надпревари имаа само 4 поени и до 11-тото коло играа променливо. Но потоа следуваше победа против Парагвај од 4:1, која мотивираше екипата на Перу за да влезе во серија од победи. И на изненадување на сите, по последниот надпревар и нерешениот резултат против екипата на Колумбија, завршија на 5-то место и успеа да изборат бараш. Перу успеа да го победи Нов Зеланд и да се пласира во Русија, каде започна огромното славие и големата еуфорија, која ги зафати сите градови во Перу. Го погледнавме накратко прилогот за Перу. Ајде малце да прокоментираме во врска со Перу. Една од звездите на Перу имаше скандал сега поврзано со допинг, практично водачот на репрезентацијата. Лидерот во репрезентацијата на Перу, кој има постигнато 32 гола на 86 надпревари, не само покрај головите, туку е и лидер на самиот терен, значи сигурно дека многу ќе им недостасува доколку не дозволи овој ФИФА, односно не удоволи на она барање кое го подпиша трите капитени на останатите репрезентации Франција, Данска и Австралија со желба да му опростат за да може да учествува на ова светско првенство, затоа што имаат некои информации дека е тоа само еден несреќен случај. Меѓутоа тоа е тоа. Иначе што да се каже за Перу? После 82 година, значи на последно светско првенство на кое учествувале во Шпанија,
после 36 години се наоѓаат пак на ова светско првенство во Русија, обезбедија пласман и слушнавме како интересно е, можда не е добро овде да го пуштам, го имам снимено на телефон. Последните 5 надпревари, 5 минути ги имам снимено од надпреварот со Нов Зеланд. Значи тоа е котел, кошница, врие, значи тоа е ерупција, најавата и очекувањето да заврши тој надпревар каде што сите се во очекување да влезат на теренот и тоа и се случува и сигурно дека заслужува затоа што да се пласираат на петата позиција, да обезбедат нерешен резултат во тоа последно коло со Колумбија и да ја победат екипата, репрезентацијата на Нов Зеланд дома 2-0, во гости првата утакмица 0-0 и секако дека треба да се напомени дека ова е нивно пето учество. Значи учествувале на 4 светски првенства, ова е нивно пето учество и имаат во Мексико 70-та година, значи најдобро остварување, односно стигнале до четвртфинале. Да, секоја чест, некогаш такви моменти како таа победа со Нов Зеланд и практично нерешени практично поведување и влагање во самата група прави да репрезентациите добијат крилја и да запнат и да можеби биде едно од изненадувањата во оваа група. Што сметате вие? Дали е возможно Перу да направи некој изненадување во групава, бидејќи тука генерално главен фаворит е Франција. Ако земеме Добро, ја мислам дека во оваа група е фаворит Франција и Данска тука се негде, али Перу мислам дека има, како што гледам, една млада екипа. Не е спорно дека е голем хендикеп ако не игра Гуереро, али моје мислење дека многу тешко да му се опрости тоа, зашто ако се опрости тоа, после ќе брат и другите фудбалери, повеќе фудбалери што се кандидати вака да се опрости. Али стварно ќе биде голем хендикеп за нив. Мислам, тој е воџа на екипата. Заедно со Форфан, мислам, и он е тука големо име во оваа репрезентација. Другите, како што гледам, сите се млади играчи што играат во Мексико, повише во Мексико. И ги имам пратено во ова Копа Либертадорес, во квалификации во Јужна Америка. Мислам дека играат добар фудбал и дека се млади, дека трчат многу. Може малце да ги помагат. Пак ја реков на почеток дека во фудбалот сега нема фаворит, али пак гледам тука дека Франција многу има повише зналци, повише техничари, значи што знаат можат сами да ја решат утакмицата и повише ги гледам Франција и Данска тука како фаворити во оваа група. Токму така. Одлично, пред да го најавиме следниот прилог, тоа е за Австралија. Јас би сакал, мислам дека имаме гледач повторно за да бира прашање и да си добива награди. Добро вечер. Ало, добро вечер, Душенка на телефон. Добро вечер, како сте? Добро, вие морам одма да ве познавам дека прекрасно ја водите емисијата и вие и Наташа. Благодарам. Откако сум јас се повеќе женски јавувачи или може случајно така? Јас гледам вакво спорт. Се шегувам. Се шегувам. Да. Значи прашањето број 3 е погодено. Ајде сега вие број 4. Супер. Да. Значи број 4 винарија Тиквеш ве наградува за број 4, а сега да го слушнеме прашањето. Спремни сте? Може? Ајде. Ќе видиме колку сум спремна. Океј, значи слушајте. Која репрезентација најмногу пати има завршено во топ 4 земји на светските првенства? Значи, од светските првенства, која репрезентација има најмногу стигнувано до самиот крај во тие топ 4 репрезентации? Малку се така дисциплинирани, сериозни. Ја мислам, италијанците, не, германците. Мислам дека ќе ви го признаеме, затоа што брзо се Германците, така? Да, значи, германците. Токму така. Кој е ваш фаворит на ова светско првенство? Па, што знам, ќе видиме како ќе се покажат. Како ќе се покажат репрезентациите, а? Да. Во ред, ви благодарам многу за јавувањето. Благодарам и на вас. А ние сега ќе го погледнеме прилогот за Австралија. Ало?
Австралија одигра најмногу надпревари во квалификациите од сите репрезентации, вкупно 22, што е највеќе во историјата, и со тоа отпатува на повеќе од 250.000 километри и во 11 различни земји. Тие загубија само 2 пати, но имаа многу нерешени надпревари. Оваа ситуација ги доведе до тоа да на крајот на квалификациите имаат исти број на бодови како и Саудиска Арабија. Но поради полошата гол разлика, тие немаат директен пласман во Русија. За патот кон Русија им беше потребна победа во бараш мечот против Хондурас. Во одлучувачкиот надпревар против Австралија пред повеќе од 80.000 навивачи, оваа репрезентација победи со 3:1 и дојде до својот 4ти пласман на светското првенство. По пласманот следеше голем шок за австралиската фудбалска јавност, бидејќи тренерот си поднесе оставка во ноември, наспроти тоа што Австралија го освои Азискиот куп на нации во 2015-та и се квалификуваше на светското првенство во Русија. Тој изјави: "Ова е тешка одлука за мене, бидејќи уложив се што можев и се што знаев за да го подигнам австралискиот фудбал на повисоко ниво." На негово место е поставен холандскиот стратег Берт ван Марврик, кој нуди огромно искуство и знаење, бидејќи во 2010-та ја водеше Холандија до финалето на светското првенство. Во 2010-та Марвик располагаше со одличен тим, полн со звезди, но сега ќе видиме како ќе се снајде со репрезентативците на Австралија, кои немаат таков фудбалски квалитет, но се силно мотивирани и спремни. Најголемата звезда во тимот и најдобриот играч, Миле Јединак, е играч кој со години играше во Премиер лигата и со своето познавање и фудбалско искуство ќе има тешка задача да ја организира играта и да ја предводи репрезентацијата на Австралија до понатамошната фаза. Најголема опасност за противничките голмани Томи Јурич, напаѓачот на Лузен, позади кого стои Томи Рогич и крилото Матју Лецки. Познато е дека фудбалската репрезентација на Австралија има огромна поддршка пред своите фанови кои ќе присуствуваат во огромен број и ги бодрат и ќе им даваат додатна енергија и снага да ја представат својата земја во најдобро светло. Се враќаме назад во студио. Еве, малку поврзано со она што го видовме за Австралија. Екстремно тешко помина во квалификациите, не се квалификуваше баш онака лангзам. 4-то светско првенство е на Австралија, значи има некакво реноме и искуство. Ајде едно ваше видување. Па добро, сигурно дека во последните 20 години австралискиот фудбал оди рапидно нагоре. Знаеме со ангажманот што го имаше преку двајцата селектори Гус Хидинг и еве сега да кажеме пак овој холанџенец и претходно, значи ова е трет холанџенец кој се наоѓа на чело на австралиската репрезентација и сигурно дека е наметнат тој стил на игра што го негуваат тие тренери холанџени, значи еден стил каде што е во многу тесна формација, каде што има многу кратки проигрувања, каде што се игра со многу притисоци, значи со многу пресинг. Така да, и гледајќи и Австралиската лига од време на време, јас не би се сложил дека Перу и Данска би имале некоја посебна, да кажеме, предност над Австралија. Напротив, мислам дека после Франција, дека Австралија ќе биде таа репрезентација која има можда и највише шанси да биде второпласирана во оваа група. Супер, одлично. Еве, значи, предпоставувам заедно со Перу, Австралија, ете, како што ни кажа и Никола Илиевски, дека можеби ќе се бори за тоа второ место. Што е вашето размислување? Или вие сепак стоите дека Данска може малце поквалитетно од Австралија? Не, како што видов јас, Австралија има доста играчи што се надпреваруваат во англиско првенство. Значи, таму е во моментов као вожа на екипата Тим Кехил, така е еден добар шпиц играч во Англија, значи е докажан играч. И скоро 80% од играчите се надпреваруваат во Англија, значи не е тоа спорно дека е добра екипа и дека ќе направи добар резултат во ова светско првенство. Значи сите играчи веќе играат и размислуваат како во Англија, како што знаеме дека англиско првенство е една од најаките лиги во Европа. Значи не треба баш така лесно да се остави Австралија на страна. Мислам дека и они
со доаѓањето на новиот тренер, овој, како што кажува шефот холандјанец, значи знаеме дека холандските тренери имат добар фудбал, дека што биле во клубовите, значи направиле добри резултати. Така и негуваат една. Јас само би додал за Тим Кехил дека е најдобриот стрелец во Австралија на сите времиња со 48 гола на 96 средби. Токму така. Така да се работи за извонреден овој играч. Како игра, еве да речеме она што го кажавте. Добро, нешто слично, стилот на австралиската лига е сличен на англиската премиер лига. Токму не во тие димензии на тоа ниво, меѓутоа е како модел, тркачки, фајтерски, значи 90 минути се игра во едно динамично темпо со јак интензитет, така да нема да биде изненадување ако Австралија покаже нешто повеќе. Меѓутоа би напоменал после овие две селекции што веќе нешто кажавме за нив, дека еден од најголемите проблеми на ова светско првенство не само за овие две, него за сите репрезентации ќе биде тоа патување од град во град. Значи има големи дистанции, каде што има голема разлика во зоната, односно во сатницата, каде што ќе представува посебно голем проблем за сите тие репрезентации и исто така и климатските услови ќе влијаат многу за многу репрезентации, поготово овие јужноамерички. Видовме ние дека Русија одигра пријателски надпревари со јужноамерички, меѓутоа друго е кога ќе биде тој притисок, па се патува сосема на друг крај по 3-4 километри и сигурно дека неки имаат време да се многу опорават и сигурно дека ќе одлучува должината на клупата, односно која репрезентација ќе има спремни максимално физички играчи подготвени за овие средби. Токму така. Пред само да ги најавам вестите, ќе имаме мала пауза, ќе имаме вести. Да ве прашам само колку од прилика временски треба за играчите од една во друга зона? Колку ден, 2, 3, како за да се аклиматизираат, дали има некој правило? Еден сат разлика во зона е еден ден. Така, значи 1 сат, 1 ден. Ако е 10 сати е 10 дена. Адаптација. Дали се практикува тоа или? Па добро, како што гледаме, неки имаат толку време. Имаат 4 дена измеѓу надпревари, меѓутоа тоа е недоволно. Сигурно дека е недоволно. Дека е недоволно, дека тоа можеби ќе се почувствува кај самите играчи, така? Мислам дека ќе бидат во предност одредени репрезентации кои имаат играчи кои играат во Руската лига. Така. Се вративме назад во студио. Ни преостана уште две репрезентации од групата С. Тоа е репрезентацијата на Данска и репрезентацијата на Франција. Пред да продолжиме и да прокоментираме со нашите гости, би сакал да го најавам прилогот за репрезентацијата на Данска, да го погледнеме и малку да подискутираме. Данска се врати на светското првенство по паузата од 2010-та и сега изгледаат како сериозен конкурент за пласман во наредната фаза. Ова е петиот настав на светските првенства, а најголемиот успех го постигнаа во 1998-та, кога стигнаа до четвртфиналето. Квалификациите за светското првенство почнаа со новиот тренер, 64 годишниот Еч Хариеде, кој на почетокот се мачеше да ги спроведе своите идеи на терен. Квалификациите ги започна со пораз на домашен терен од Црна Гора, каде играа доста променливо и неатрактивно. Се додека во септември 2017-та неа победија Полска со 4:0 и добија огромна самодоверба со евидентен квалитет на тимот, предводен од Кристијан Ериксен, кој со својот погодок во Црна Гора донесе победа од 1:0 и ги донесе данците во баражот за светското првенство, каде ги очекуваше репрезентацијата на Ирска. Хет-трикот на Ериксон, разигрувањето на играчите и потполната контрола на играта на двата меча ја доведе Данска до вкупна победа од 5:0 и пласман во Русија. Магичниот играч од средниот ред на Тотенхем постигна дури 11 погодоци во квалификациите, поодлична сезона во Тотенхем и со право сите го сметаат како еден од најдобрите офанзивни играчи на светот. Брзиот 23 годишен Пионе Систо, крилниот играч на Селта Виго, е исто така одличен со топката и доста опасен за противничката одбрана. Доколку тренерот на Данска успее да најде напаѓач кој е во форма и кој ќе постигнува погодоци, би имал супер опција од играчите од средниот ред, како Јоргенсен, Захор, Долберг и популарниот лорд Никлас Бентлер.
Данска ќе направи огромни проблеми за секоја репрезентација на светското првенство. Најголем проблем за Данска е голманот Каспер Шмајхел, синот на легендарниот Питер, кој е под знак прашалник дали може да ги покрие сите дупки во одбраната на Данска. Пред да продолжиме со коментирање во врска со репрезентацијата на Данска, да не заборавите, имаме уште 2 награди, значи уште 2 прашања, така да пробувајте да не добиете и да си добиете некој од тие награди. Наши гости, кажете нешто повеќе за Данска, што е вашето размислување, сериозна репрезентација, лесно помина во квалификации, практично. Ете, што е вашето размислување, едно од сериозните претенденти за првите 2 места во оваа група, еве да речеме за второто, ако ја тргнеме Франција на страна. Добро, сигурно дека данскиот фудбал значи многу во Европа и во светскиот фудбал. Меѓутоа на светските првенства најголем резултат им е четвртфинале во Франција со Бразил и останатите резултати, ова им е пето светско првенство, учество на пето светско првенство. Во овие квалификации беа второпласирани, Полска беше убедливо прва. Они одиграа 10 средби, 6 победија, 2 нерешени, 2 порази, дадоа 20 гола, примија 8, освоија 20 вода и низ оној бараж надпревар со Ирска дојдоа на ова светско првенство. Сигурно дека има доста интересни играчи и најзначајниот играч кој е лидер е Ериксон, кој игра во одлична форма и за репрезентацијата постигна 11 гола низ овие квалификации. Значи се работи за една скандинавска репрезентација. Знаеме дека скандинавците се многу дисциплинирани, дека играат многу, да кажам, динамичен, оштар фудбал, на моменти, да не речам, дури преминува во грубост. Така. Еве вашето размислување, каква игра негуваат данците? Па, моје размислување е исто како што кажа и шефот, значи во Данска стварно се игра еден добар фудбал, многу се значи концентрирани во фудбалот, значи кога влагат на терен, они прави професионалци. Право професионално, значи сите ги завршуваат тие своите задачи како што треба, како што им е докажано од тренерот. Значи стварно има добра репрезентација, добри играчи што играат доста и исто во англиско првенство, кај што е најако првенство. Како што кажа и шефот, напаѓачот на Тотенхем Ериксон, за мене е еден од најдобрите играчи можда и во Англија, тука во таа својата улога. Баш видов утакмицата баражот со Република Ирска, стварно он беше тука клучен човек во таа утакмица, што он ја реши утакмицата за да се квалифицираат во ова светско првенство. Мислите дека он ќе биде носител на ајде да речеме во наводници на Данска, дека ќе носи, ќе бодри како главен играч, предпоставувам? Па предпоставувам дека ќе биде он главен играч во оваа репрезентација заедно со голманот, да не го забравиме, значи синот на легендарниот Шмајл. Значи он тука е стварно добар голман и ако може ќе му се даде шанса можда и на ветеранот, не ветеран, него не е толку стар, Бентлер, значи еден добар шпиц играч што има добро искуство во фудбалот, има играно во доста добри клубови. Значи може и он да добие добра шанса тука и да се докаже тука во ова светско првенство како еден, како што го знаеме, еден добар скакач со глава, значи што може да забие секоја утакмица. Супер. Ја би додал дека покрај голманот кој е многу важен и битен во случајот Шмајхел, кој треба да биде база на одбраната и координатор, токму така. Едноставно тој конструктор во одбраната да ја коригира и води и сигурно дека ќе мора останатите играчи да го помогнат во идеите и во луцидноста Ериксон за да направат нешто повеќе. Сигурно дека не може да се очекува од оваа Данска она што беше на времето Данска со познатите Питер Шмајхел, брајката Майкл и Бран Лаудруп, Олсен, Лерби и многу други играчи кои ја на некој начин и најавија она доминација
низ Европското првенство кога беа 92 во Шведска, овој први кога заминаа на местото Југославија, нели по распадот на Југославија. Меѓутоа тоа беше една златна генерација која доминираше не само со репрезентацијата на Данска и во квалификациите и за европско и за светско, него и низ своите клубови, затоа што стварно играа во многу силни клубови. Супер. Мислам дека пред да одиме на Франција и да го навиме прилогот, имаме гледач кој веќе ни е на линија. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Кој ни се јавува? Добро вечер. Маја од Скопје. Добро вечер, Маја. Како ти се допаѓа? Како ви се допаѓа емисијата? Дали е според вашите стандарди? Па супер емисијата. Поздрав до гостите и до најшармантниот водител во цела телевизија. Опа, фала ви многу. И имате две прашања, еден и два. Ајде, Добро. Одлучете се еден или два? Еден. Еден. Значи, прашање број 1 е под покровителство или добивате награда од Оптика Цајс. Слушайте внимателно. Кој играч има најмногу настапи на светските првенства? Значи, кој играч? Кој играч има најмногу настапи на светските првенства? Лотар Матеус, токму така, од Германија. Замислете, има дури 25 пати бил учесник на светските првенства и за овој точен одговор ќе си добиете подарок, односно награда од Оптика Цајс. Ние сега се префрлиме на прилогот последен за вечерва, тоа е за репрезентацијата на Франција. Ранетиот лав, кој како главен фаворит за освојување на Европското во 2016-та во својата земја го загуби финалето од Португал. Одлично ги започна квалификациите. Франција се пласираше на светското првенство од групата А, но фановите на оваа репрезентација мораа да се стрпат до крајот на квалификациите за пласман во Русија. Бидејќи репрезентацијата на Шведска беше чекор за нив се до последното коло. Киксот на голманот Лорис, кој во последната минута на гостувањето во Шведска со лошо избивање на топката му помогна на Таивонен да постигне погодок од пола терен за победа на Шведска и надпреварот на домашен терен против аутсайдерот Луксембург ги доведе французите да мора да победат во последното коло против Белорусија. Благодарение на головите на Гризман и Жиру, французите победија со 2:1 и се пласираа на Мундијалот во Русија. Дидие Дешам, поранешниот репрезентативец и капитен на Франција, кој како играч на оваа репрезентација ја освои титулата во 98-та и Европското во 2000-та, ги презема французите во 2012-та и имаше сладки маки со својот стручен штаб да ги одбере најдобрите 23 играчи кои ќе настапат во Русија, а потоа и 11-те најдобри. Француската репрезентација има прав дрим тим и на сите позиции има неколку феноменални играчи. Една од звездите е Антони Гризман, еден од најбараните напаѓачи на денешницата, кој секогаш може да постигне погодок. Младиот тинејџер Мбапе од ден во ден покажува дека е еден од најталентираните и најдобрите млади напаѓачи и дека е играч на кој треба да му се посвети внимание. Повредата на капитенот на француската репрезентација и член на клубот Арсенал, Кошчелни, ќе биде голем хендикеп. Со конечниот список за светското првенство, поред капитенот Кошчелни, отпаднаа и Димитри Пајет, Антони Марсијал, Александар Лаказет и напаѓачот Карим Бензема, кој после секс скандалот во 2015-та е тргнат од репрезентацијата. Кога ќе го погледнете комплетниот тим на Дидиер Дешам и со какви играчи располага, сигурно мислите дека Франција е еден од главните кандидати за титулата светски шампион. Се враќаме назад во студио, малку да прокоментираме во врска со Франција. Дефинитивно фаворит на оваа група. Знаеме огромни имиња, играат извонреден фудбал, има неколку мали падови во изминативе, неколку првенства што е поврзано и со светско и со, мислам, сакам да кажем, не успеваат да ги освојат да дојдат до ние, до трофеите. Еве, какво е вашето размислување?
веројатно фаворит на групата. Па, моје размислување значи не е што е фаворит во групата, ја мислам да ги е фаворит во цело ово светско првенство. Значи, не знам од кој играч да почнам во ова репрезентација, значи почнувајќи од Гризман, па Мбапе, па Жиру, Погба, значи доста познати имиња и во доста големи клубови. Значи сега тука имаме еден Гризман што е најбарен играч во свет, значи што сите клубови, најаки клубови го барат. Имаме еден Мбапе што еден втор во листа на трансферите што е после Неймар, значи една огромна сума што стварно више во фудбалот не знам што да кажам 180 милиони да се даде за еден играч. Тоа е многу голема сума. Значи стварно една репрезентација што се очекува од нив барем до финале, полуфинале, финале да стигнат. Има еден добар фудбал, сите се добри знаци во фудбалот. Имат и добар тренер. Комплетни се, апсолутно, да. Мислам дека се комплетни и во одбрана, како што еден Варан, еден штопер од Барселона и сите се добри играчи, мислам дека најака репрезентација во ова светско првенство. Ваше размислување, еве, имаат исто и селектор кој е веќе подолго време со нив, многу искусен, самиот им освоено светско првенство. Токму така. Редно е да се каже дека пред се во квалификациите преку тие 10 одиграни средби, 7 победи, 2 нерешени, само 1 пораз од Шведска и 18 постигнати, само 6 примени голови. Значи, една доста цврста и уиграна репрезентација со изворедно многу добри играчи во сите линии. Значи, почнувајќи од одбраната со голманот преку и центар халфовите, бековите, везните играчи од средината на теренот, напаѓачите, значи секој би посекал да го има Жиру, Гризман, Ембапе. Тоа се во моментот, значи, три изворедни напаѓачи кои можат да решат во секој момент и да одлучат надпревар. Така да Франција сигурно дека ќе биде, според мене, ако не повеќе, барем во тие 4 во завршниот дел, значи во полуфинале, финале. Токму така, значи го делиме мислењето исто јас сметам дека може да се кажете дека Франција најголемиот успех го постигна 98 година токму во Франција, таа генерација предводена од Дешамп како капитен и учесник и играч на тоа светско првенство, каде што покрај него беше Зидан, кој беше истовремено и прогласен за најдобар играч и покрај оној ексцес немил што се случи со Матераци. Исто така, значи, после само 4 години доживеа дебакл, крах на самото отварање, значи во Кореја и Јапан, односно во Сеул беше отварањето, бев присутен на тој надпревар, загубија 1-0 од Сенегал, тоа беше сензационален пораз. Зидан не го играше тој надпревар, беше повреден. Исто така, значи, 2006 година, после оној инцидент, исклучен беше Зидан, загубија од Италија на пенали и тоа е, значи, освојување на второ место. Едно прво место и едно второ место. Токму така, имаме иначе учествуваат на 14 светски првенства од 20 до сега. Огромна традиција, историја. Имаме еден прилог поврзано со ова што го кажавте, значи како Зидан го направи тој потек што го направи. А меѓутоа, пред да го видиме самиот прилог, јас би сакал да вклучам гледач кој ќе ни биде и последен за вечерва. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Вечер, Зоран се јавува. Како сте? Дали сте добар? Добро, со вашата емисија, малце после завршување на првенство, малце да се загрееме за... Да, за токму така. Имате изваредни гости, добри водители сте. Кој е ваш фаворит на светско првенство? Дали имате... Фаворите се знае Германија, али ја би сакал Франција да победи. Така, значи, вас ви е Германија, така? За Франција, али... Токму така. Дали сте спремни за прашањето? Ајде да видиме. Значи, наградата што ја добивате практично и награда на вечерта, односно смарт телефон од мобиларата Mobilix. И нормално следи и тешко прашање, така? Да видиме. Ајде да го прочитаме прашањето. Кој играч е највозрасен стрелец воопшто на светските првенства? Највозрасен стрелец? Највозрасен стрелец на светските првенства.
Па ја мислам дека Пеле беше Не. Мене ми е многу жал, меѓутоа не е точен одговорот. Еве ќе има можност после прилогот што ќе го погледнеме за Зидан да ни се јави уште еден гледач и да проба да одговори точно и да добие наградата. Може? Океј, значи, ајде да го погледнеме ние на кратко прилогот кој го имаме за Зидан, да видиме каков е тој фамозен потек на кој се сеќаваме, можеби некој од нас, можеби некој не, што го направи Зидан 2006 година на финалето со Италија, со Матераци. Одличен мајстор на фудбалската игра кој дефинитивно остави голем белег во фудбалот, но ете, за жал на самиот крај од својата кариера можеби направи еден потек кој, еве, можеби, Арвен, вие ќе ни кажете во тој жар на фудбалската игра која се кажуваат секакви работи, се разменуваат секакви жаргони и така натаму, дали можете да се случи да до толку некој изнервира некого да изреагира вака на еден ваков начин? Мислам, возможно е видовме, меѓутоа, дали вас ви се случило некој да ви изнервира толку, да ви спровоцира? Слушај, значи, стварно во фудбалот треба многу големи жиз да имаш да бидеш толку смирен на терен, некој да не те нервира. Значи, ти си исконцентриран во утакмицата, значи, да победиш, да даеш гол. И сега, можно е, значи, че им се случи тоа на еден Зидан, што е големо име во фудбалот, значи, може и тоа да се случи на секој. Значи, не е дека не може, не е дека и не ми се случило мене да ме нервира некој во... Има мало буткање. Не баш до тој степен, не сме се удрели, али може имало некој буткање, така некој карање дека. Супер. Тоа значи дека Арбин Хјуи има контрола на емоции. На себе, што е многу важно и битно во спортот, посебно во фудбалот, да се контролираат емоциите. Видовме дека еден момент не успеа да се исконтролира Зидан, за жал, иначе можам да кажам слободно, не знам кој колку ќе се сложи со моето мислење. За мене е сигурно најдобриот везни играч на сите времења на средината од теренот. Не е тоа ни Пеле, ни Зидан, затоа што ни Марадона, затоа што тие два играчи носеа десетки, меѓутоа беа полушпиц играчи, не беа централни везни играчи, креатори на средината од теренот. Токму така се сложувам, огромно име во фудбалот. Дали може да пробаме да погодиме да доделиме наградата? Помогнете им на гледачите ако нешто не се снаоѓа од тука со мали асоциации поврзани со прашањето. Добро вечер, дали имаме гледач? Добро вечер. Ало. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Марика од Скопје. Добро вечер, како сте? Па, ако го добијам, ова ќе биде многу весел, ако не уште подобро. Добро. Имате ли помош или сама сте? Имам помош, ама помошта вика дека некој можеби на Д треба да е. Не знам, слушајте го прашањето затоа што нема да биде истото. Нема да биде истото. Добро. Важи? Ајде, слушајте сега, пошто нормално тоа се промашило и тоа е тоа. Идеме обратно.
Ајде. Кој е сега не највозрасен, него најмлад стрелец на сите светски првенства? На сите светски првенства најмлад. Сега. Да и помогнеме малку? Може да помогнеме. Значи, јас ќе кажам 3 имиња. Добро. Зидан, Марадона, Пеле. Слушнавте? Зидан, Марадона, Пеле. Кој од тие тројца? Зидан, Марадона, Пеле. Зидан, Марадона или Пеле? Да. Па Пеле тогаш нека биде. Така е, така е. Ете, ви ја направивме ли вечерта? Па го добив. Добивте? 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 Еден смок од мене. Готово, еден смок од гледачката за сите нас тројца. Честитаме. Да, и пратете ни во иднина, немојте само за наградите, пратете ни да видите дали зборуваме убаво, што кажуваме, дали има убави информации. Па иначе не би ве пратела, што? Имајте убава вечер. Имајте убава вечер. Поздрав. Ние сме на самиот крај од емисијата, значи позборувавме убаво за повеќето репрезентации кои се во оваа група. Си кажавте од прилика кои се некои фаворити кои можеби сметате дека ќе освојат нешто или ќе стигнат до завршницата. Ви благодарам многу на исцрпните информации, на времето кое го одвоивте и ќе уживаме од 14 јуни во светското првенство и ќе видиме на крајот кои всушност ќе бидат репрезентациите кои ќе направат успех. Инаку ние се гледаме во вторник, значи пратете не, слушајте, гледајте ги најавите за нашата емисија и во вторник е следната емисија каде што повторно ќе имаме награди, гости, јавувања. Запомнете, пријатели на нашата емисија, тоа се Вода Врнци, Винарија Тиквеш, Оптика Цајс и мобилара Мобилекс. Имајте најубава вечер и се гледаме во вторник.